Почитувани соборци за праведно општество во Македонија, храбри прилепчани, јас ќе почнам со нашата главна парола на овие протести. Нема правда, нема мир. И ќе зборувам зошто протестираме. Неколку работи. Протестираме бидејќи градеа споменици и административни згради и фасади во центарот на Скопје на кои што никој не му требаат жив, а не правеа градинки, училишта или болници низ Македонија. Протестираме бидејќи го срушија јавното здравство. Докторите си одат, а смртноста на доенчињата се зголемува. Протестираме бидејќи ги малтретираа средношколците со екстерни тестирања додека го рушеа системот на образование на сите нивоа. Протестираме бидејќи од буџетот поддршката за домашните, за нашите мали и средни предпријатија, за сите 70.000 изнесува годишно некаде 150.000 евра или просечно по 2 евра по предпријатие, додека слушнавме дека само за една странска компанија државната поддршка од буџетот изнесува 14 милиони евра. Протестираме бидејќи 30%, третина од семејствата во Македонија живеат со помоци од 15.000 денари месечно, додека една мала група луѓе на власт живееа као богови, купуваа плацеви, куќи и возила од по 100.000 евра. Ја ќе кажам уште неколку причини плюс најсвежи зошто протестираме. Протестираме бидејќи направија аболиција за луѓето на власт, за кои што постои сомневање дека украле милиони евра, десетици, стотици милиони евра. А немаше аболиција за човекот кој што беше гладен и украде кебапчиња. Протестираме бидејќи го погреваат договорот од Пржино и сакаат аболицирани луѓе да водат влада и да продолжат да водат влада. Но ние сме на вистинската страна. Ние се бориме за правда и се бориме за мир. За се што се боревме до сега се покажа како вистинито. Рековме дека на 5 јуни нема услови за фер избори и тоа се покажа. Рековме дека парламентот ќе може повторно да се свика и тоа се покажа. Рековме дека е надвор од здравиот памет одлуката за аболиција на луѓето од власта и тоа се покажа. Не треба да имате никакви дилеми. Едностраната одлука да ја вратат старата врата, тие старата влада, тие самите ќе ја поништат. Исто така и селективната аболиција самите ќе ја поништат. Во Македонија ќе има предвремени, фери, регуларни избори. И ќе победи правдата, ќе победи оваа наша заедничка борба за подобро општество. Сакам да најавам дека во понеделник ќе излеземе со конкретен план како да се стави крај на оваа криза. Како изборите да ги одлучуваат граѓаните, а не да има нефер и недемократски избори. Како законот да биде еднаков, да важи за сите граѓани подеднакво. Нема да има запирање. Во Македонија ќе има правда и ќе има мир. И на крајот ќе кажам неколку работи како Македонија да ја направиме подобро место за живење за мнозинството граѓани, а не за една мала група луѓе на власт. Ќе кажам 5 работи. Првиот чекор што мораме да го направиме е многу, максимално да ја зголемиме транспарентноста во трошењето на парите од страна на политичарите преку институциите. Трошењето на парите на граѓаните не смее да остане скриено или да биде скриено, како и досега. Секој граѓанин ќе мора да има целосен увид како се трошат неговите пари од страна на тие што ги водат институциите. Ако сакаме нормална држава, на секој политичар мора да му биде кристално јасно дека контролата ја прави секој граѓанин. Секој граѓанин е контролор на трошењето на парите, а не некои комисии кои што политичарите, тие самите ги формираат.
И што е најважно, мора да им биде јасно дека секој што украл ќе одговара и дека секој што се осмелил да краде пари од граѓаните ќе мора да ги врати парите од граѓаните. Второ нешто, на Македонија и треба праведно одоночување. Не е праведно некој кој што има минимална плата од 10.000 денари и некој што има многу висока плата, 100.000 денари, 10.000 евра, да бидат одоночени со иста даночна стапка. Тоа мораме да го промениме. Тие што имаат многу ниски приходи мора да бидат ослободени од плаќање на данок, додека оние со екстремно високите треба да бидат многу посилно одоночени. Тоа е праведно општество. Истото треба да важи и кај даноците на имот. Даноците на имот беат целосно на страната на најбогатите, а не на страната на мнозинството на граѓани. Трета работа. Во Македонија мораме да ги заштитиме работниците. Не смееме да дозволиме повеќе тие да бидат експлоатирани, а згора на тоа да имаат мизерно ниски плати. Мораме да се трудиме и да се избориме платите да растат. Мнозинството на граѓани мора да има повисоки приходи, за да живеат подобро, за да го постигнеме она што ние го велиме средна класа, а кои што повозрастните од нас добро знаат што значи тоа да се живее како средна класа. Четврто, во Македонија мора да ги ослободиме од притисоци и казни домашните предпријатија. Посебно треба државата да ги помогне малите и средните предпријатија, кога ќе инвестираат и да отвараат нови работни места. Тоа сиот овој период од последниве 10 години не се случуваше. Пето, во Македонија мора да направиме и суштински промени во образованието. Образованието е многу важно ако сакаме да одиме напред, надолго. Едно од главните работи што можеме да ја направиме е во основно и средно образование, наместо нашите деца да учат премногу предмети, да бидат расплинети со предмети, да бидат фокусирани на неколку главни предмети и тие да ги знаат подобро, предмети како математика, литература, јазици, компјутери, за да излегуваат со подобри знаења. Така го правеле во попаметни земји од нас. И има уште една работа што ни треба за да имаме правда и да имаме мир во Македонија. Но за голема среќа ние низ оваа борба успеавме да ја направиме. Низ цела Македонија, низ овие протести да шарената револуција, ние заедно чекориме и македонци, и албанци, и турци, и срби, и власи, сите заедно сме. А тоа е многу важно. Многу е важно ако сакаме да имаме средна класа, ако сакаме да имаме праведно општество. Мора да заборавиме на етнички тензии, а многу повеќе да мислиме на социјалните разлики помеѓу луѓето. Да сте живи и здрави, шарената револуција ќе заврши со правда и со мир.